И додека денес целата наша облека, постелнини, разни покривки, теписи, завеси и други текстилни производи, може многу брзо и едноставно да ги набавиме од најблиската продавница. Тоа не било воопшто така лесно во минатото. Сите овие работи кои што претходно ги наброивме, морале да бидат рачно произведени од вредните раце на домаќинките. Продавници тогаш немало. Во Домот за култура во Македонски Брод беше промовиран документарниот филм Поречки рекотворби се од волна, поддржан од Министерството за култура, во кој што се обработени десетина села од овој крај. А авторот на проектот, етнологот Милена Стојчевска, разговараше со едни од последните хероини на поречието, кои знаат да го пренесат знаењето за тоа како порано се живеело и како се изработувале сите овие производи од волна, без која практично и не можел да се замисли животот. Голема желба и мирак ми беше да се покажат во едно убаво светло сите оние изработки што некогаш, од секогаш во ствари не од некогаш, туку од секогаш ги работеле нашите баби, мајки, сестри. И јас една сум од тие што затекнав, јас не сум работела, меѓутоа ги затекнав мојата баба, мајка, како сноат, како ткаат, како и кога се правеа свадби, како сето тоа му се даваше големо значење. Меѓутоа, денеска сето тоа некако воопште не се употребува и сакав да биде еден вид како музејска збирка, што ете младите генерации скоро и воопшто не знаат што се правело од волната. Бидејќи осеќав во самата себе дека генерациите заминуваат и доаѓа се нови генерации кај што воопште не го вреднувале трудот на нивните баби и дедовци, кај што ете така кај нивните се расфрла, несоодветно чувани сите тие работи. Мојата идеја едноставно се оствари со овој документарен филм, да им покажеме на младите дека се уште има желба и кај повозрасните луѓе за да ја продолжат традицијата, пренесувајќи ги истите тие ракотворби се од волна, пренесувајќи ги на нивните внуки, снаи и сето тоа. Мислам дека тоа се последните херои што ја вработувале волната, што знаеле како се снои, како се ткае, како се преде, како се вала, како се фарба. Буквално со овие стари дами, стари жени, што се веќе последните херои кои што ја отпреле, исткале волната, заминуваат во историјата на ете така еден убав временски период кој веќе завршува. Овој документарен филм на еден начин е музејски експонат, кој што за трајно ќе го зачува начинот на живот во минатото и ќе им покаже на идните генерации што е урка, што е вретено, родан, мотоило, брдилки, разбој, како се плети, како се снои и слично. Ова е урка, е вака предеме, ова е вретено, ова нагоре вака го сучеме и кој ќе ги спредеме, го оставаме. Го оставаме, пак ќе го клаеме на мотоило, ќе го попариме со вода, па ќе собереме вака клапец, вака па ќе плетеме од чорабиве вака со волна и плетеме. Кој сакат и вапсат, кој не бели вака ќе стоат. Ете имам и друзи. Вака се мачиме ние, чуваме овци. Порано се све со волна се работело, сега нема волна. Се е све купено. И ќе си предеме колку можеме, кој како има, кој како може, така, со волната. И ќе го ткаеме, после ајде па ткај го, пак брдилки, пак разбој имат, да го клаеме, брдилки не и клаваме во разбојот. Па има за седење, има за све што имат во него. И ќе ткаеме, ноќе преди, ноќе ткај, дење си имало работа, си имало овци, војме, потрљана и моземе, па ќе доеме, па греј го, па цеди го, па си сакат работа и тоа, не е така. Па работи, води и со котли ќе го носиме млеко, пак ќе покријаме да не го навеет ветор, млеково пресно, ќе доеме дома па да го грееме, па да го квасиме. Сето тоа да се прави, се да се средите, за све, за јадење, за носење, сирење.
И поќе ноќе, преди, навамба, наструја, нема време дење. Дење сне ојле, сне трчале по работа, сне жнеале, сне копале, сне садиле, деца поќе, жетви, ќе не остаат да вршиме нагумно, пак да вардиме житото од кокошки, имаше порано многу. Сега нема ништо такви работи. Дворовите празни се. Вака ќе ги спредеме, па овде вака ќе го намчиме, ќе го навиткаме. Вака и овде вака ќе го намчиме. Вака, инаку ќе падне, немој да стоите. И мора така да е намчена. И преди си. Ете така ова со волната ја предеме. Ја правиме волнава в кича. Па таму имаше за машиње, за влачење волна. Па ќе трчаме преку планина ќојме со коњи за вкича ниотом на село. Па ќе чекаме да ја направат радосни, ајде, земај урки преди, ткај, едни преди, едни ткај. Ете така предеме ние. Можеме вака да го наполниме вретено и после на мотоило ќе го мотаме. И сега вака, овде ќе оклајаме вака, ќе обрземе, да не излагате вака, ќе го обрземе малце. Ова треба вака, инаку ќе излезет, морат вака да обрзеш и ќе си почнеш вака, да си правиш од вретеното на мотоило. Ева мотоило во вретено е вака. Ќе го моташ, ќе ги намоташ убо, и ќе зовреш вода да го попариш да си стоит право, да се не сучет. И така, ќе ткаем од него, ќе предеме. Зашто зависи, зашто е. Некој е потанко, некој е подебело, па ќе прејдеме на другово вака, да му се направите едно да биде рамно. И ќе го изваиме после со водата, ќе си сушит, и собери го клапец, преди, плети толку. Нема што да правиме друго. Чораби, скутници, ленциња, ткај, дипли, какви не су. Ма и рато да овие деца имам. Си давна деца наше, ќе ми се мене ти чува. Ете така, ова се вика мотоило, ќе намоташ и вода ќе зовреш. Ете така, па вака ќе направиш со ова. Е толку е за ова. Сега со вода се парит, ќе си сушит, па ќе ги изваиш вака. Е вака ќе ги изваиш и ова вака ќе ги изваиш и ќе оклаеш, ќе ги сушиш и на раце после ќе одржиш вака. И еден ќе витка, еден ќе одржи. Те така е ова. Овие килимиве твој се? Ти си ги работела? Јас си откала ова, ти кажував, кога ја предев основата дебела, ја толку сиот и ми вика татко ми, вака ја брзо преди, по 5 вретена ќе преда. Мајка ми леле дебела е предит многу. Ми вика кај ќе излегува та осно. Велам кај што мајка потанка е преди ти ја ќе предам, ја ќе ткам, низ ништо и низ брдо. Ова е јамболија со долги влакна. Со долги реси, овие реси посебно ќе поминиш е ова еве го. Ја толку, не ќе поминиш, па после ти клаваш ресиве, ќе редиш по брдото. Ова вакви овци имавте или фарбано? Вакви црни имаме. А ова е фарбано? То го фарбавме за шара да биде украсена вака, да не биде само една црна. А ова Тој килимот мајка која земале невеста, баба ми го ткала. За мајка, за тога на невестите им давале. Ова. Ова е значи невестинско. Ова невестинско од мајка ми го дала баба ми, невеста ако дошла Веленцео. И още од мајка го чуваме така стоит. Ова што ни кажавте за... Ова за деца покријање. За покријалче на деца? На крштевка. Посебно на крштевка. Да. Кај ги крштевавте Овде децата? во црква имаме Свети Никола. И ова го носели покријано детето, кој ќе дошол кумот, со ова покријачка. Завиено да биде со ова. Сега да ни кажеш во твоите вредни раце, значи неуморно и ден денеска предат, плетат. И ти од мерак, и ако немаш овци, ти се уште имаш зачувано волна. Волна ја и плетам и ден денеска, непрана. И сега што ти преш на волната? Ќе исперам се, ќе извлачам, ќе се сплетам стапалки да некому... Ќе предеш? Ќе предам, ќе извлачам, ќе предам на некому... На мотаило после? На мотаило ќе го мотам, ќе го перам во
водава топла, со сапун се да омекнит и ќе го нади со поврела вода ова волнено сака да го натуриш, врела вода да му излези сапуницата. А за да со прашно биде како го за да биде бела, вака убави бели Со сапун. со сапун, Со сапун во сапуница ќе покисниш. самоварен сапун, Самоварен. домашен. Самоварен. А прашо како му туриш ќе го стегни, тврдо ќе биде. А волнава меко го и после ќе го натуриш вриена вода. 2 пати ќе ги испериш да му излези сапуницата. Ако го оставиш во ладна вода, тоа ќе се стегни сапунот. И тука има марифет, и волнава. Сега имат машки, ти имаш сплетено машки и женски. И женски за братот. Половери, фанели, за внуките, за За брат. сите кој ќе дојде да биде облечен, да му не студи. Ова е посебен елекс. И посебен елек, така малце модерен, некош во празник, кој ќе го облече на некој елек, на некој вустан, ако ти е широк да пособериш. Ако одам се вака не променят, инако се модерам, јако додам. Шарките. Шарките разни, плетки. И плеткеви исто така. Ова има посебна ова плетка? Посебна Што е ова? е Како се посебна. вика това? Да те кажам, не знам, рибја кос. А, рибја кост. Вака, рибја. А ова? И то слично на рибја кос, и то. Овде имаш два Три котелци, 2 прави, 3 котелци загинати, отаде наврлени, 2 пати ќе поминиш право и пак. И ќе си прави ти то рибја кос, и то е. Исто и джепчина. Джепчина на сите им клава вака нешто, Зошто? пари да си клаиш нешто, што било, раце да си клаиш да ти се затопла. За Великден јајце. За Великден, да, костејне на Божик. За сите пак овие ткаенини да се исперат, некогаш немало машини за перење налишта, туку сите овие работи се переле на валајца. Јас сум Врчаковска Вера. Еве овдека перам во Чилимарава, ова е наша. 45-та су родена во Белица, тука родена, тука мажена. Кај Врчаковци, Душан свекор ми беше, Врчаковски Душан и Миле ми беше сопруг. Вака периме овдека во Чилимарава. Еве периме се јамбојли. Како се пери? Па така ти клаеш, ти натураме прашак и ти клаеме в килимара и водата ја пуштаме вртит и тие се перат. Кој ќе соперат, тие паѓат с дола. Колку време се пери ова? Па зависи, тако се помалку за 1 сат, ако се поќе сат и пол до 2. И така, после и ваѓаме тука, ставаме даски и ваѓаме на ними да соцедат, па изнасаме угоре под скала.
Тетко Данице, ова е невестинската народна носија. Да, Ова е ти е носеше за свадбата твоја. да. Која година се мажеше? 59-та. 1959 година. А, Ова исто така изработена се е од волна. да. Ти ја праеше... Да, да, ја е ткаев, ја. А ти, ја. значи... Татко ми шнајде, ова беше терзија и тој шиеше и тој ми го шиеше клашеников. Так. А ова се купуваше? Тоа го купувам, не ова за праење вака, јас си го праја. Сега да ни кажеш деловите на народната носија. Значи починаме од кошулата. Да. Ајде. И кошулата исто така, ма кошулата тога загина платното, купечка ми е кошулава. А клашеников јас си го праја. Овие, како се викаат ови? Тие предниците на клашеникот, предници. За убо, за лично, за невеста кој ќе бидиш. Ова, колан? И то така коланче, наместо назад отспреди, на скутината. Ова, Та гура. таа е гура, така? Или гушниче, гура. Ние гури викаме. То турбен за нагла. За невестата на глава. Венец на глава носемне, со повид плетен, зелен. А зелен пофит. Зелен венец направен. А сега, тетко Данице, да се облечеме во вашата од крапа народна носија. Јас ќе ти помогнам. Значи, прво се облекува кошулата. За момче малечко, ја стани да ме сам, то стани по мене леле. Ја стани да ме сам, то стани по мене. Дај ми, мамо, леба, леба да појадам, мамо. Дај ми, мамо, леба, леба да појадам. Преубав. Преубав. Да сте ми здрава и жива. Уште долги години да ни живеете, да го негувате така, да ја чувате народната носија, да ја предадете на вашите внуки, на вашата невеста, сна што си имате. И во поколение да ги чуваат исто така, да продолжат да ги чуваат и да ги негуваат традициите, да ги негуваат. Трижајки ти в грло, една на плеќите леле. Трижајки ти в грло, една на плеќите. Готово. Да се надеваме дека ова народно богатство и понатаму ќе се пренесува од генерација на генерација. И ние никогаш нема како народ да ја заборавиме нашата традиција, култура и историја.